Посебен дел од утринската програма денес посветуваме на малите дечиња кои што со својата упорност, љубопитност и големи срца докажуваат дека талентот и упорноста навистина може да донесат голем успех. Добро утро. Повтор пат за Слободанка и незините гости денес од STEM Академијата кои што ке ни се пофалат со награда и со многу успеси. Повелете. Благодарам многу, Оливера. Добро утро уште еднаш. Добро утро. Дали сме добри? Да. Доаѓаме од основното училиште? Гоце Делче. Од? Тетово. Прво ќе повикаме едно видео да погледнеме што се вие знаете и умеете и потоа се враќаме веднаш назад, може? Да. Ајде да погледнеме. Добар ден на сите, јас сум Михаил Младеновски. А јас сум Ана Ристовска. Двајцата учиме во трето одделение во основното училиште Гоце Делче во Тетово. Денес на овој настан по повод месец на науката ќе ви го презентираме нашиот модел, како работат мускулите бицепс и трицепс. За овој модел не се потребни 6 тапчиња со должина од 30 см, ракавица, памук, 2 црвени балони, црвен маркер, волница, шарка за мега и лепак за дрво. А сега ќе ви покажеме како нашиот модел функционира. Прво треба знаеме дека мускулите помагаат да се движиме и дека без мускули нашето тело не би можело да се витка, исправува, ниту да подигнува нешто. Мускулите се прицрстени за коските и кога мускулот се опушта или се стега, коските се движат. Јас многу сакам да вежбам и да подигам тегови, а тоа не би можело да го правам без двата мускули прицрстени на надоптицата. Тоа се бицепс и трицепс. Бицепсот се наоѓа на предната страна од надоптицата. Тоа е мускулот што го покажуваме кога велиме погледни колку сум силен. Навистина си силен, Михаил, ама и трицепсот е многу важен мускул. Тој се наоѓа на задниот дел од надлактицата. Многу интересно за овие два мускула, дека тие работат во пар. Тоа изгледа вака. Кога сакаме да ја свиткаме раката во ротот, бицепсот се стега ја повлекува под лактицата нагоре, тогаш трицепсот е опуштен. Тоа се случува кога, например, држиме со раката некој предмет блиску до нас или кога трчаме. Обратно е кога сакаме да испружиме раката, тогаш трицепсот се стега и ја спушта под лактицата надолу и нанапред, сето дека раката не се исправи целосно. Тогаш бицепсот се опушта и тоа се случува кога одиме и рацете ни се штени долу покрај телото или кога јас и Михаил играме тркање. Значи, бицепсот и трицепсот се како тим од двајца. Кога бицепсот работи, трицепсот се опушта. Кога трицепсот работи, бицепсот се опушта. И затоа, ако некогаш се запрашате како нашите раце прават толку многу нешта, од пишување, играње фудбал или скокање на јажа, запомнете за секое движење стои супер тим бицепс И трицепс. Браво, браво, секоја ви чест, затоа и освоивме награди, така ли е? Ке го земеме микрофонот, ке започнеме од Михаил, меѓутоа јас, Сонја, како наставник на овие прекрасни дечиња, само ќе кажам, значи имаме сертификати и дипломи добиено на оваа тема, зашто поточно се работи да знаат гледачите, децата и науката, кога училишните STEM активности стануваат вака еден голем успех со вакви прекрасни наши дечиња да сте ни живи и здрави. Учество со демонстрација природни науки за трето одделение си имате сертификат на настанот ноември месец на науката 2025. Опасни сте. Секоја ви чест, а кој ви ги изработи мускуливе на ваков начин? Учителката. Ова учителка што вие ја имате, знаете ли колку е тоа еден голем благослов во денешно време да се има еден ваков наставник кој ве мотивира во се? Јасно ви е? Да, си ја сакате многу наставничката? Да, многу, премногу. Премногу си ја сакаме. Прво ќе искористиме можноста да ги поздравиме вашите баби дедовци кои знам дека се сега пред малите екрани, поготово баба Стефи. Стефка, голем поздрав до баба Стефка. Сонја, добре ни дојдовте. Драго ми е што одвоивте време и што ни допатувавте од Тетово, меѓутоа со една вака убава причина. Хајде нешто малку како вовед повеќе за ова што јас исто го споменав. Најпрво ви благодариме за поканата, прекрасно ни е во вашето студио. Драго ми е.
Ние денес сме тука гости поради настанот што се одржа по повод ноември, месец на науката. Се одржа на Институтот за хемија на Природно-математичкиот факултет. И таму имаше еден дел кој што беше надпревар за демонстрации и за објаснување на модели. Имаше за повеќе предмети, како што беа географија, природни науки, математика. Ние за прв пат учествувавме и освоивте награда. Освоивме прва награда. Така. Затоа повеќе ќе кажат и дечињата. Јас само ви кажала дека тоа што на училиште работиме STEM активности, многу им помогна на учениците да се стекнат не само со знаења за одредените наставни предмети, каде што има комбинација на повеќе наставни предмети, туку и во вештините за презентирање. Бидејќи таму не беше важно само да се изработи моделот и да се презентира она што се знае, така, туку беше важно и начинот на презентирање, како ќе го прикажат тоа дечињата, па сега може да се представат. Како ме гледа само да знаеш, да земам сега вака да те гушнам еднаш силно и ајде кажи ми ти мене како беше тоа твоето чувство таму да учествуваш и што ги собра овие награди. На надпреварот беше многу интересно, зашто таму имаше ученици од многу градови во Македонија. За секој експеримент имаше посебна масичка од каде што се презентираше. Им го покажувавме моделот на сите кои дојдоа на нашиот штанд. Интересниот дел беше кога требаше да презентираме пред комисијата која го оценуваше секој модел, но исто така беше важно како моделот ќе се презентира. Леле, секоја чест. Како вокабулар имате вие на овие ваши години, можам да замислам кога ќе пораснете, да сте живи и здрави само. А ова кој ви го изработи, кажавме учителката, така? И вие со тоа, како што имавме можност на видеото да погледнеме, презентиравте па и со вашите маички, така Ана? Да. Ана беше, нели? Михаил, Ана, дај го сега микрофонот на Ана. И на маичките имаме бицепс, трицепс. Вие се тоа го знаете како ни функционира нашето тело, впрочем и затоа ги собравме овие сертификати и награди, дипломи од таму, така? Да. Ајде нешто повеќе за твоето искуство. Ние се подготвувавме неколку седмици за овој надпревар и покажавме што знаеме. Нашиот штанд беше многу посетители, постојано доаѓаа посетители на кои презентиравме. Сакаа дури да се фотографираат со нас. Највозбудени бевме кога ги прогласуваа победниците во голем амфитеатар и најсреќни бевме кога добивме прва награда. Јас сум пресреќна што вие сте сега ова утро тука во утринската програма и знаеш ли колку ни ја разубавувате? Да имаат можност гледачите да видат колку ние во Тетово имаме прекрасни дечиња. Ајде сега твоето име беше Стефи, да како на баба, така? И јас сум на мојата баба и ти си на баба, така? Да. Ајде Стефи, ти за тебе што ќе кажеме повеќе со овие прекрасни машни кои што ги имате, колку сте убави? Дека ние правевме модел кој се вика роботска рака. Еве, а тука игри со робот, со роби. Туку имаме на фотографијата. А на фотографиите, ајде да ги погледнеме фотографиите. Добро, зборувај си. И преку него тоа ние учевме како се движат прстите на рацете. За да го направиме не требаше хартија во боја на која нацртавме нашата рака. Потоа откако ја сековме раката, каде што има зглобови, лепевме мали пластични цевчиња. И од прстите до зглобот протнувавме коноп. И со влечење на конопот се движа прстите. Ова активност ние ја правевме на STEM секција за да ги прошириме и примениме знаењата за скелет кај Секогаш ние кога правиме практични активности е многу интересно. И тоа во училница што ќе го научиме не го забораваме. Јас не знам што да кажам. Сонја, секоја чест. Еве, вака се работи со деца, вака се мотивираат деца и ваков наставник им е потребен на сите дечиња. Твоето име беше, Сонце? Лена. Лена, што ќе ни кажеш ти? Ова игра што гледате тука е смисли учителката за да ги научиме подобро 2D и 3D формите. За оваа игра ни се потребни една голема табла со 24 полиња, 2 STEM работчиња, картички со задачи, 3D форми кои ги направивме од глина, 2D форми и микробити. Микробитот ни служи наместо коцка и на него кога ќе го протресеме се појавуваат броеви од 1 до 6. Го програмиравме преку MEI код и кога
Ако ставивме микробитот на уредот, на микробит уредот, Се префрли кодот. се префрли кодот. Браво. Браво. На И кој е крајот, победник во играта? на крајот од играта, победник во играта е тој што повеќе има фигури. Секоја чест. Освен природни науки, кои други предмети си ги сакате? Кој ти е најомилен предмет? Математика. Математика? Секоја чест. На Стефи, кој е омилен предмет? Мене ми е математика и можда и ликовна. Браво. Мене ми е математика и физичка. И природни науки. Мене е математика. Сонје, тоа знам зошто е вака математика омилен предмет, затоа што сите имаат одбивност кон математиката, меѓутоа ти како наставник сигурна сум дека си ми ја всадила љубовта кон математиката, да не ја одбегнуваат, туку да ја засакаат со твојата работа, со твојата голема посветеност на овие дечиња кои што ги имаш ти во твоето оделение, се пресреќни што те имаат како наставник, затоа што знам како работите. Ние бевме и дел од Вешта жена, така? Пред само некој ден во неделата и вие сте исто така играорци, балерини прекрасни, изработувавте куклички, ми нацртавте цртежи, но сето тоа затоа што чувствувате мојата енергија колку јас вас ве сакам. Така е? Да, чувствувате мојата љубов кон вас и ви посакувам да сте секогаш успешни, најуспешни ни се спие, Стефче. Па да. Вие сте од Попладне на училиште, така? Да. И како е на училиште? Супер. Што е најсупер? Најсупер е кога учиме на часови, дека поинтересно мене ми е. Но си се дружите сите Да. заедно, како што гледам дека си помагате, си играте, кога треба да се учи, се учи. Кога е време за игра, имаме време за игра, така? Сонја, кои се следните твои активности? Знам дека секогаш изненадуваш. Следните активности секако дека се поврзани со новогодишните празници. Ние подготвуваме најпрвин за во училиштето една куклена представа која би требало да ја прикажеме пред најмалите. Браво. Потоа најверојатно би требало да имаме и музички точки заедно со Етно вешто дете, со Дедо Мраз, во кој што ќе бидат вклучени и дечињата со попреченост. Денес е понатаму, нивниот ден, денес така. е да, Да им нивниот подадеме ден. рака. Така, ние изработивме вчера цртежи за нив, така, научивме и песнички да пееме. Постер ќе Ги направиме учиме децата денес. да не прават разлики, Да, така. секако дека имаме и многу такви активности. Меѓутоа ќе видиме, значи после за второто полугодие секако дека ќе имаме план за нови активности. Многу е важно што оно што ќе се научи на часовите, дека многу е добро тоа што имаме сега време за други активности. Во тие други активности ние како наставници значи можеме да ги искористиме многу за да ги подготвуваме децата за иднината, односно за професиите кои што ние не знаеме какви ќе бидат. Меѓутоа вештините Но дали може да насетиме од овие мали нозе дечињата што е она што ќе ги води во животот понатаму, Сонја, или од твоето искуство што кажува, колку години сме наставник? Па веќе 17 години. 17 години, да, така. Долги години искуство. Да, сега за следните професии сметам дека многу ќе бидат потребни не само дигиталните вештини, туку вештини за говорење, за презентирање. Критичкото размислување е многу важно, креативноста, начин на решавање на проблеми, меѓутоа освен овие вештини кои што треба да се развиваат, сметам дека важно е многу развојот на детето, на неговата личност, развивање на емпатија, развивање на вештини кои што ќе му помогнат за превенција од насилство и многу теми кои што можеме да ги опфатиме на овие други активности и на се разбира на наставните активности. Така. Овие активности кои што еве ги имаме и на нашата масичка. Се тоа, еве, нели, ова е од изработено сигурно од дечињата. Имаме игри со роби, имаме секакви разни активности од твоја страна, преку забавен карактер, преку интересна едукација, да ги примамиме дечињата еве како да ја засакаат и математиката. Ти си пример за многу наставници, меѓутоа јас ќе кажам и ќе потсетам тука дека ти си мајка на 4 деца. Еве 17 години ако сме во образованието, треба да им се посвети внимание на дечињата дома, меѓутоа несебично и уште повеќе се посветуваме на она што сме го одбрале како
како професија, а тоа е прво, се чувствува кај тебе љубовта многу голема кон дечињето и токму затоа се ваквите резултати кои што ги гледаме од твоја страна. Најважна е љубовта кон работата, тоа цело време ме води мене и ме исполнува, меѓутоа и треба цело време да бидам со активности кои што се за новото време, не активности кои што биле за нашите генерации, да кажам, туку мора да направиме некакви измени, мора да привлечеме, да го привлечеме детето да сака да учи, тоа е најважното, да има желба да оди на училиште. И поради тоа мора да се понудат разновидни активности, значи и традиционалните методи јас ги користам, меѓутоа применувам и современо, да, се разбира дигитални уреди, дури и вештачка интелигенција, меѓутоа повеќе за мене како наставник повремено. Меѓутоа еве и тие работат, да кажеме, со интерактивни лекции од Кюрипот кои што сум ги направила. И гледат колку им е интересно и забавно, иако е преку игра. Значи, дечињата учат и тоа знаење потрајно е и повеќе им останува, значи, во нивното сеќавање за она што го учеле. Тоа сум го проверила, например, кога нешто ќе работиме, па ќе ми кажат, тоа во прво деление кога учевме, вака и вака беше на часот. Вие не знаете колку сум среќна што бевте дел од нашата утринска програма, на вас треба многу повеќе внимание да ви се посвете, меѓутоа јас се надевам дека и ова што имавме можност да го искористиме беше добро за вас. Дали сме задоволни? Да. Среќни? Ве гледаа бабите, дедовците, целото семејство ваше, мама, тато, сите, поздрав до нив, поздрав до сите наши гледачи. Сонја, благодарам што одвоивте од вашето време.